Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве сме веќе во втората половина од септември. Сонцето надвор уште убаво грее, температурите не се толку високи, така што и покрај тоа што од утре и официјално започнува есента, барем засега ние уште уживаме во остатоците од летото. За разлика од времето надвор, како изминува септември, на политички план гледаме дека веќе почнува да врие. Како што измина септември и се ближиме до октомври, месецот на избори, така се вжештува атмосферата на секое друго можно поле. За жал, како и секогаш, наместо атмосферата да е зовриена од напливот на идеи, спротиставени мислења, решавање на клучните проблеми на локално ниво, ние се занимаваме со црнилата и гнилежот на македонскиот систем. Ке се обидам низ текот на оваа епизода да ви објаснам на што мислам. Имам чувство дека еве на некоја недела пред официјалниот почеток на кампањата се расправаме за се и се што, само не за тоа што треба на овие избори. Дали некој ќе ни ги испразни контејнерите, ќе ги замете улиците, ќе го реши сообраќајниот хаос, ќе ги пополни дупките, ќе направи некоја нова улица, игралиште, па може би базен или пак луна парк. Рака на срце, голем дел од кандидатите предсети од ВМРО ДПМН зборуваат за сето ова. Но нивните зборови, нивните идеи се паднати во втор план поради едно многу вешто сценарио, кое по својата безидејност со сета силина го турка опозицијата и сите оние самопрогласени граѓански сателити кои секогаш се враќаат од заборав и никнуваат како печурки кога СДСМ е во опозиција и кога им треба помош на изборите. Секако креатори на сето ова е така наречената длабока држава, оние инфилтрирани структури кои цветаат додека СДСМ е на власт, а живеат во страв кога ВМРО ДПМН ќе преземе палката во раце. Страв дека ја губат моќта и парите. Страв дека може да бидат разоткриени и секако страв дека конечно ќе одговараат за тоа што над 3 децении ја држат Македонија во мрак. Дел од нив се остатоци од минатиот систем и нивните наследници во безбедносниот сектор, но и во сите други сектори од кои зависи овој трул систем. Не знам колку пати во изминативе години, еве пред промената на власта предупредував, дека паѓањето на СДСМ и ДУИ од власт е само првиот чекор. Дека вистинската борба доаѓа отпосле, кога ќе треба да се води битка со нивните остатоци кои се длабоко вкоренети во системот, а кои нема лесно да се предадат. Предупредив дека со канџите ќе гребат на сите страни само за да си ја спасат својата кожа. Тие се хранат од туѓата несреќа, од тагата, гневот, па од жртвите на овој трул систем, кои сами го изградија и упорно го одржуваат. Да се обидам да објаснам на што мислам. Крајот на дневникот се вклучуваме во живо од Велес, каде се случи двојно убиство и самоубиство. Габриела Лескова е таму. Габриела, кои се последните информации кои ги имаш? Така, Славица, двојно убиство, па потоа самоубиство денеска го потресе Велес. Именно според првичните информации станува збор за 31 годишна Велешенка и незиниот 74 годишен татко кои што биле убиени денес попладнево од страна на незиниот поранешен партнер кој што е практично 39 годишен скопјанец. Според информациите кои што успеав да ги приберам од полицијата, овие дејствија се случиле некаде околу 15 часот и 30 минути, каде што прво на улицата Кочарацин, каде што се наоѓаме ние сега во моментот, било пронајдена практично повредената девојка со убодни рани од остар предмет. Веднаш била транспортирана во општата болница Велес, меѓутоа и покрај напорите на докторите да го спасат незиниот живот, сепак таа починала. Веднаш потоа исто така полициските службеници влегле во домот на незиниот татко, каде што се пронајдени телата на незиниот татко и незиниот поранешен партнер кој што се сомничи практично дека ги убил нив двајца и нивните две тела се пренесени во општа болница Велес, меѓутоа докторите не успеале да ги спасат ниту нивните животи. Имаме портпаролката на СВР Велес со повеќе детали околу денешниот хорор кој што се случи овде во Велес. Не слушаме нејзе во продолжение. Во 15:30 часот во СВР Велес е пријавено дека на улица Кочарацин во Велес е пронајдено женско лице со повреди од остар предмет. На местото излегува полициски службеници и констатираа дека се работи за РК 31 годишна од Велес,
која од викна медицинска помош е пренесена во болница во Велес, каде што е констатирана смрт. Веднаш потоа во домот на нејзиниот татко на истата улица пронајден е починат и татко ѝ, КК 74 години, кој исто така има од повреди од остар предмет. Во домот со повреди од остар предмет е пронајден и ИС 39 години од Скопје, бранечен партнер на РК, за кој според првичните информации постои сомневање дека ги нападнал двајцата, пошто сам се повредил. Габриела, дали имаме информација од полицијата, дали досега од жртвите имало некакви пријави за семејно насилство? Славица, официјални податоци по однос на ова прашање нема, меѓутоа од она што неофицијално успеав да го приберам е дека 31 годишната жена практично повеќе пати во полиција пријавувала дека добивала закани за по нејзиниот живот, меѓутоа и за животот на нејзиниот татко од страна на нејзиниот поранешен партнер, меѓутоа исто така има информација дека пријавила во полиција случај на палење на возило на жртвата. Моментално сакам само да известам за јавност дека полициските службеници само што излегоа од семејната куќа, направија увид, беа присутни и кучињата, исто така увид направи и јавен обвинител, меѓутоа повеќе информации за официјалните мотиви за што е она практично што го натерало убиецот да го предизвика овој хорор и да изврши двојно убиство, па потоа самоубиство, ќе треба да почекаме во следните денови практично кога ќе го имаме официјалниот извештај од полицијата и од јавното обвинител. Ужас. Јавноста по кој знае кој пат остана шокирана. Но овој морбиден случај, ово убиство на жена, овој фемицид, како што го нарекуваат, предизвика уште поголем гнев од фактот што убиството можело да биде спречено. Според тоа што се откри во текот на неделава, 31 годишната Росица и низиниот татко ќе беа живи да не потфрлеше системот по кој знае кој пат. Слично како со Кочани, со Фросина и друзина други трагични случаи. Имено на свирепото убиство на Росица му претходеле серија пријавувања за семејно насилство. Младата жена повеќе пати го пријавувала бившиот дечко за малтретирање, семејно насилство, па дури и за палење на семејниот автомобил. Психичката и физичката тортура траела долго, и онлайн, и во живо. Само од февруари до септември годинава 5 пати пријавувала или давала исказ во основното јавно обвинителство во Скопје и Велес. Росица во февруари пријавувала за грозување на сигурноста, а во март е пријавуван 2 пати за повреда на нејзиниот партнер и за настан од декември, кога против нејзина волја се обидел да ја задржи во стан во Скопје, нанесувајќи и при тоа лесна телесна повреда. Со други зборови, ја киднапирал. Во мај го пријавила дека не ја почитува судската одлука и дека ја контактира по телефон и испраќа фотографии, како и дека се приближил до семејниот дом и го запалил автомобилот на таткој. И после се ова, само 5 дена пред убиството, на 10 септември Основниот суд во Велес, постапувајќи по ова обвинение, изрекло пресуда со која обвинетиот го огласи за виновен. И сега доаѓаме до клучното, но му изреже алтернативна мерка, условна осуда. Значи нема да лежи ако не го повтори делото. Замислете, при тоа со решение му биле укинати другите мерки на предпазливост кои биле на сила во текот на постапката. Но останала правосилноста на пресудата, само мерката забрана за приближување и воспоставување контакти со оштетената и незиниот партнер, која била определена по барање на обвинителството. Сепак, 37 годишниот скопјанец не ја почитувал судската одлука, отишол во семејната куќа на улица Кочо-Рацин во центарот на Велес и со остар предмет, веројатно нож, ги избодел неа и незиниот 68 годишен татко. Навистина ужасно. Но тоа што за мене е уште по-морбидно од целиот овој случај, е што телата на жртвите уште не беа ни испратени во своите вечни почивалишта, а во јавноста се појавија оние, навистина не знам веќе ни како да ги наречам, политички некрофили, јавачи на апокалипса, крвопици, зверови, кои на оваа трагедија веднаш и препишаа политичка конотација. Јавна на гневот и тагата на народот и веднаш почнаа да се расфрлаат со обвинувања како власта била виновна, како владата потфрлила и нормално завршија со фамозните зборови оставка од Панче Тошковски. А уште не беше расчистено што се случило, тие веќе имаа подготвено и слогани и веднаш пробаа да организираат протести. Да не бидам погрешно разбран. Нормално е јавноста да ја гнева, да бара одговори, да сака да се стави крај на ваквите трагедии, на сите реакции и не сите реакции се политички мотивирани. Кога викам политички мотивирани, зборувам за оние кои го злоупотребуваат тој гнев.
таа тага и се обидуваат да ги насочат кон некој што нив им одговара. Замислете, и покрај ноторниот факт дека обвинителството се занимавало со случајот, и покрај тоа што очигледно судот потврлил, затоа што му пресудил само условна казна, покрај тоа што станува збор за потенцијален убиец, виновник, замислете, бил Тошковски. Значи, кратко и јасно, протестите против полицијата и МВР се дефокус. Во овој случај полицијата имала наложени мерки и ги спроведувала. Судот и обвинителството се тие што му го укинале домашниот притвор и дале условна казна за насилник кој, замислете, извршил киднапирање и 24-часовно тепање, закани и малтретирање. За 5 дена подоцна да има и 2 убиства. Неколку пати сум рекол и ќе повторам. Не може полицијата да уапси колку што обвинителството и судот може да ослободат. Освен полицијата, која сериозно мора да гледа на пријавите за семејно насилство, се ќе биде за џабе без брза реакција на обвинителството и драконски казни од судот за насилниците што физички и психички малтретираат жени. Покрај ова, потребни се итни законски измени за да може полицијата да действува веднаш по службена должност, а не да чека одобрение од жртвата која и така е исплашена и од страв често се откажува од гонење. Потребно изголемување и висината на затворските казни. Горлив проблем за кој се уште нема решение се и оние вештачења кои се прават по нарачка, а служат само како олеснителна околност за насилниците. Па видете во последниот случај со убиената Росица. Во судска постапка вештак се изјаснил дека психофизичката состојба на потенцијалниот убиец била добра и тој бил психички стабилен, дури и немал патолошка фикција кон жената. За само еден ден по условната осуда донесена со ова вештачење, истиот тој да ги скасапи поранешната девојка нејзиниот татко и себе си. И да е само овој случај. Во последните 5 години има дури 20 усмртени во случај на семејно насилство. Така што ако сакаме вистинска правда и промена, протестите мора да бидат пред судовите, да видиме кој од нив е одговорен за пропустот, пред обвинителството, за одговорност на обвинителите кои те барале дури да му се укина дел од мерките, и можеби пред парламентот, за да се донесат законски измени со кои вистински ќе се казнуваат ваквите насилници. Ама не, морбидни постери со ликови на Мицковски, Тошковски и другите може да се прават. Ама да се види кој тоа суди или обвинител направил катастрофална утка која Росица ја чинеше живот, тоа не може, така? Например, Кривичниот законник предвидува кривична одговорност и казна затвор од 3 до 10 години за одговорно лице при градба, доколку настапи тешка телесна повреда или смрт. Значи, ако градежен инженер за една грешка оди во затвор, зашто суди и обвинители да немаат никаква одговорност кога нивните одлуки директно доведуваат до убиства? Ова не е вина на полицијата. Ова е директна вина на судството и обвинителството. И оваа вина има име и презиме. Ако постапиле правилно, зашто тогаш се кријат само позади празни соопштенија? Или ајде, например, да видиме и во чие време се назначени тие луѓе, кој ги поставил и како. Тоа не може. Ама важно е да се мава по оваа влада. Таа е неспособна, таа не може да ве заштити, таа е виновна за секое убиство. Е, токму тоа е целта на тие крвопијци и политички некрофили. Да ја злоупотребат секоја трагедија и внимателно да го насочат гневот на народот, не кон вистинските виновници, туку кон нивните политички противници. Ода до таму што и ако нема некоја трагедија, ете, сами ќе си ја предизвикаат. Видео доказ дека во Скопје се подметнуваат пожари. Маж со качулка на главата се прикачува преку оградата, ги полива со бензин автомобилите во сервисот, ги пали и потоа бега. Ова го снимиле камерите утрото 20 минути пред 4 часот во населбата Камник над Стаклара во Скопска Пинтија. Подпалувачот предизвика силен пожар кој опфати 20 возила, гуми и масло, а пожарникарите со 8 возила повеќе од 2 часа се обидувале да ги смират пламените јазици кои се прошириле преку улицата и го зафатиле и соседниот сервис за автомобили. Брзата реакција спречила поголема катастрофа бидејќи во непосредна близина има далновод за струјано и голем број куќи. Експлозија од автомобили го разбудиле локалното население. Неколку минути подоцна полицијата им затропала на врата и им кажале да се евакуираат поради опасноста пожарот да се прошири, сведочи жител пред камерите. Голем пламен, јазик, сепак тука се горени гуми, пластика и сите работи кои се, да речеме, ајде, можеби канцерогени, не знам. Сега тоа знаат експертите подобро, меѓутоа не беше баш пријатно ли за дишење. Сепак кога сте во некоја таква непосредна близина,
Мислам дека сепак се чувствува такво нешто. Собственикот зад камера вели дека не е во конфликт со никого кој би бил потенцијален подметнувач на пожарот во неговиот сервис. Според сведоците, иако пожарот бил локализиран, се гаснел подолго време бидејќи на места тлеел, па повторно се разгорувал. Но со навремена координација на самите пожарникари го локализираа успешно пожарот и го ставија под контрола за брзо време. И не дозволија, како што гледате, да се расшири понатака и да ги зафати куќите кај што е и населението тука. Ова е само уште еден во низата пожари кои изминативе денови се подметнуваат во главниот град, но и низ цела држава, по Вардариште, Шутка, Трубарево и Дрисла, каде синоќа околу 23 часот повторно избувнал пожар, овој пат на сосема друго место на депонијата од претходните денови. Брзо реагирале пожарникарите и огнот бил изгаснат и затрупан за 1 час. Поради специфичноста на пожарот беше потребно истовремено гаснење и затрупување на опожарената површина, за што беа активирани градежни машини кои веќе беа присутни, а нивните возачи брзо пристигнаа на лице место, со што беше спречено ширење на огнот во главнината на депонијата. Полицијата веќе ги засили контролите на критичните точки за да се спречи повторно подметнување пожари и разгорување на веќе локализираните. Реков минатата недела, не сум некој кој верува во теории на заговор, но премногу ми беше сомнително што во краток временски период, еве да речем од летово, се случија толку пожари што навистина не може да станува збор за случајност. Да тргнеме од шумските пожари. Секоја година Македонија има проблем со ваков вид на пожари, но ова лето за прв пат такви имаше во околината на Скопје. Фалеше уште водно да ни се запали. Потоа се случи Вардариште, депонија која е рак рана на Скопје со децении, ама сега одеднаш пред избори се случуваат пожари кои го прават воздухот отровен и директно не трујат. Па Дрисла, и то не еднаш во Дрисла, туку како пожарникарите ќе изгасат еден пожар, на другата страна одма се појавува друг. И тоа во јавно предпријатие, чиј директор е од ДУИ, а и во целосна надлежност на Арсовска. Како тоа да не беше доволно, па ни се случи Трубарево. И тоа не е обичен пожар, туку се запали отпад за кабли, акумулатори, батерии и слично. Пожар кој едва и се гаси и кој опасно го загади воздухот со честички кои не можеме ни да ги измериме. Како Вардариште и Дрисла да не беа доволни, нели навикнати сме на обични пожари, па мораше да се случи ваков нетипичен во Трубарево, за да се предизвика реакција, да се разгневи народот на кого му е дојдено до точка на завривање. И на крај, сервис за автомобили, кој да не беше брзата и ефикасна акција на пожарникарите, не само што ќе го дотруеше воздухот со опасни честички, туку можеше и да се прожири на објекти во кои има луѓе, па не дај Боже да имаме и првата жртва. И сега на вистина, некој ќе ми рече дека сето ова е случајност. Не мислите дека се премногу коинциденции, премногу случајности за да биде случајно? И тоа на само неколку месеци пред локални избори. Не можам директно со прст да посочам кој стварно стои за ова. Еве, не можам да ги обвинам ни СДСМ ни ДУИ, но можам слободно да кажам дека после секоја ваква трагедија, тие се најгласни и ти имаат најмногу ќар од сето ова. Како вели премиерот Мицковски, за ова стојат одредени центри на моќ. Тој ги нарекува центри на моќ. Јас ги нарекувам длабока држава. Структури длабоко вкоренети во секоја пора на општеството, на кои им одговараат вакви несреќи, на кои им одговара трулиот систем за да можат да опстојат. Ако некој дојде на власт што не игра како тие му свират, кој се заканува дека ќе расчисти со нив, како сегашнава влада, тие пружаат отпор. И тој отпор е немилосрден, се борат за опстанок. Нив не име гајле што овој трул систем ја уништува Македонија цели 3 децении и што убива луѓе како 31 годишната Росица. И не би било толкав проблем ако постои општествен консензус дека еднаш за секогаш мора да се расчисти со тие метастази. Проблем е што опозицијата наместо да помогне во таа битка, таа делува синхронизирано со длабоката држава и ја подхранува, за да можат веројатно заедно да се спасат. А што сакаат да постигнат со сето ова, со овие несреќи, со пожарите, со политичката некрофилија? Страф и паника кај граѓаните, недоверба во институциите, привид дека државата не знае да се справи со кризата, повеќе од јасно станува дека за серијата пожари последниот период стои политичка позадина. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски за Алфа вели дека одредени политички елити сакаат да го спрешат процесот на стабилизирање и нормализирање на државата со цел да наштетат на актуелната власт пред се во предизборниот период. Постојат индиции дека сето тоа е една хибридна војна која што се води од страна на
некои политички елити во државата и надвор од државата, се со цел да не се дозволи на оваа влада да постигне некои успеси во делот на она што се вика создавање на услови за нормално живење во Република Македонија после целокупниот онај распад кој што Република Македонија ја врати во робовладателство. Во моментов надлежните и полицијата активно работат на пронаоѓање на можните виновници за последните пожари, како и за оние шумските во текот на целото лето. Приведени беа поголем број лица, собирани беа докази. Според Ѓурчевски, полицијата добро си ја врши работата, а во моментов е потребна поголема ефикасност од јавното обвинителство и судовите. Проблемот кај ја затајуваат во јавното обвинителство. Знаете, валоризацијата на работата на полицијата е јавно обвинителска и судска. Кога јавното обвинителство ќе поднеси обвинителен акт, а судот ќе изречи пресуда, тогаш можеме да зборуваме за ефикасноста на полицијата. Вака сега ние имаме само едно предсознание дека полицијата превзела се што требало да преземе согласно своите надлежности, доставила материјал, но некој тој материјал наместо да постапи по него го чуваат во фиоки. Сомнежите дека станува збор за пожари зад кои стои човечки фактор уште повеќе се зголемуваат, бидејќи пожарите изгледаат како намерно темпирани, и тоа во период на предизборија. Во последниот случај пред само неколку дена гореше депонијата Дрисла. Кога состојбата таму беше нормализирана, се запали депонијата за електричен отпад во Трубарево, а летово повеќе пати гореше и депонијата на патот во Избегово, Шутово, Ризари. Сведоци бевме на шумски пожари, а пронајдени беа запалени гуми пуштени низ шумите, но и палети кои би предизвикале брзо распламтување на огнената стихија. Исто и повеќе од симптоматично е како се гаснеше еден пожар, се палеше друг. Какво нормално живење? Не можеме ние нормално да живееме. Целта на оваа операција, ова црно сценарио или како власта ја нарекува хибридна војна. Иако го мразам тој термин хибридна војна, затоа што според мене ова си е класичен тероризам. Значи целта е да се предизвика паника, страв, несигурност, чувство на безпомошност и клучното перцепција дека власта е неспособна, дека институциите не функционираат, дека владата нема да ве заштити, дека оваа власт е иста како и претходната. Па потоа тоа чувство внимателно да се канализира во гнев, во отпор, протести и немири, нормално насочени кон кого, ако не по владата. Па веќе него ни крие тоа. Убиства, престрелки среде бел ден, во високофреквентни места, јавната безбедност ни една голема нула. Последното случување во Прилеп со масовно вооружена пресметка пред болницата уште едно во низата немили настани, во кој јавната безбедност е сериозно загрозена. Панче Тошковски и Александар Јанев веднаш да си дадат оставки. Па видете, ако ова не е класично признание што им е целта, јас не знам што повеќе треба. Значи, секоја несреќа, секој инцидент, па ако го немаете како со пожарите, тогаш треба и да се предизвика. Значи, треба да се злоупотреби, за да се испровоцира и уплаши народот. Па потоа тој страв и несигурност да се претвори во гнев, кој ќе се канализира како отпор кон оваа влада. Не кон системот, туку кон владата, за да потоа на избори тој народ излезе и ја казни власта ете затоа што не ги штитала. И минатата недела го реков, тоа го прават од пуста безидејност, од тоа што тие не знаат како на друг начин. Зарем имаат некој предлог, некоја идеја, некој проект што може да ви го ветат. Па и да ви ветат, кој во оваа држава уште има доверба во нив дека нешто ќе исполнат. И затоа се вртат на црни сценарија, затоа што само така знаат да преживуваат, на туѓа несреќа и болка. Сценариото ви го опишав минатата недела. СДСМ има кренато раце од овие избори. Дури од Центар и Струмица, градови кои беа нивни бастиони. Тие сега се фокусирани само да се отцрни колку што може повеќе власта и да му се даде логистичка поддршка на Ахмети и Дуи. СДСМ спасот не го гледа во нивна победа на изборите, туку во победа на Дуи во Гостивар и Шаир. Па така да го истуркаат вреди од владата, за да влезат они и да роварат против ВМРО ДПМН однатре. Да роварат се додека не дојдат избори, а по нив да си го соберат привезокот наречен СДСМ во владата. И секако во тоа имаат помош од длабоката држава, која просперира секогаш кога СДСМ и Дуи се на власт. И знам дека кога го користам терминот длабока држава, многумина се нервираат и велат доста со тие и таквите клишеа и слично. Но време е да ги нарекуваме нештата со нивното право име. Ако не ќе ми требаат 5 епизоди само да ги опишам различните елементи на овој сојуз. А тоа е поврзаноста на олигарсите, кои правеа и млатеа милиони за време на мандатот на СДСМ и Дуи дека беа на власт. Со разузнавачките структури кои те тргуваат со информации и манипулации.
испреплетените медиумски пипала на овој октопад, уличните гангстери и кланови, невладините организации клонирани насекаде и секако еден од клучните фактори, а тоа е странскиот елемент што им помага на овие две партии. Затоа многу поедноставно е да го искористиме изразот длабока држава, кој се домаќини ни светот, а представува, како што реков, мешавина на олигархиски, разузнавачки, идеолошки, политички и етнички интереси. Значи, едните го подготвуваат теренот, за да после другите јаваат на него. Кој е следен, секој еден може да е следен, ниту една повеќе. Недостасува уште тупаница за да добиеме блед обид за нова шарена револуција. Веќе видени пароли од минатото секогаш кога актуелната опозиција не е на власт, за да организираните протести секогаш стојат невладини и други организации, самопрогласени активисти кои важат за блиски до СДСМ и Сорос и се обидуваат секоја можна трагедија или несреќен случај во државата да го претворат во средства за прокнижување политички поени на чувствата на граѓаните. Новинарот Драган Павлович за Алфа вели дека се ова што го гледаме во јавноста не води на дилема дали пред секој социјалдемократите постои посебен сектор кој се занимава само со политизирање на несреќни човечки судбини. Има печаток дека СДСМ просто има луѓе задолжено во својата партија кои читаат црна хроника, кога ќе се случи некоја несреќа да ја припишат дека таа има политичка заднина. Дури и трагедијата, тоа е семена трагедија во Велес која се случи со девојчето кој беше убиено од еден манијак, убиен и незиниот татко за кој претпоставувам дека се обидел да ја штити од неговиот прогон, следење и така натаму, е припишано како политички случај. Организирани протести доаѓаат иако во сите случаи институциите активно работеа и работат на решавање на случаите. Според Латас проблемот доаѓа од страна на обвинителството. Вели таму уште постојат инсталации од структури блиски до претходната власт предводена од СДСМ и ДУИ. Обвинителството е одметнато од системот. Обвинителството е под лична контрола на луѓе од СДСМ и ДУИ. Дури не може да се каже ни дека е комплетно партиска, зашто не е заштитен секој член на СДСМ, туку се заштитени мафијашите кои ги има 10 на 20 и работат за нив. И во обвинителството, и во судството. Вие во обвинителството имате луѓе кои се уште со нерешена кривична пријава за 1.000.000 евра, кои ги добиле бесправно од државата. Тие се уште се појавуваат пред судовите. На слични пароли организирани протести од така наречени невладини и други организации кои важат за блиски до опозицијската СДСМ, бевме сведоци во периодот од 2014 до 2016 година, кога социјалдемократите успеа да дојдат на власт, иако беа поразени на парламентарните избори. Искрено, јас мислам дека во СДСМ имаат посебен сектор кој само следи црна хроника за да може веднаш да се реагира. Абе, тие слогани имаат уште пред да знаеме што се случило. И тоа не е само сега. Ги памтите слоганите за Мартин Нешковски, Тамара, СЈО и слично. Значи веќе видено сценарио. Така и сега. Одма имаа слоган за Фросина, за Кочани, за пожарите, за Вардариште, па сега дури и за кутрата 31-годишна Росица. Сега имаат слогани, ама додека СДСМ е на власт, немаат. Памтите некој слоган за модуларната болница, за автобуските несреќи, за било кое убиство за време на 7-годишното владење на СДСМ и ДУИ? Не. Тогаш не им требаа слогани. Тогаш беа закачени на некоја државна невладина или не знам каква цицка и млатеа пари. Тогаш никаде ги немаше. Мукла. Ама падне ли СДСМ од власт? Се ближат ли избори? Оп, нов слоган, нов протест. Тогаш не функционира системот. Тогаш власта е убиец и слично. Што, зарем овој трул систем прави пауза додека СДСМ е на власт, па тогаш ништо лошо не се случува? Немојте ви се молам. Од провидно по провидно. И не приметувате нешто друго. Секогаш кога има некоја голема афера врзана за нив, одмак се јава на некоја несреќа за да се сврти вниманието на јавноста од вистинските проблеми. Па луѓе, во една од најголемите афери, трета поред за незаконско следење и прислушкување, и тоа на лидер на опозиција, бизнисмени, новинари и кои се не, сега сите се занимаваме со убиства, пожари и слично. Значи не е важно што таа афера директно е засега токму таа длабока држава. И со неизино расчистување би требало да се расчисти и делумно со тие корумпирани безбедносни структури. Важно е што ќе кажат бледите шарени. Реков провидно, многу провидно. И да знаете дека ова е само блед обид за повторување на шарената револуција од 2015 година, со која успеа да направат пуч и потоа да ја обезличат Македонија. Најголемиот проблем е што, за разлика од порано, овие шарени, но и длабоките инсталации на СДСМ и ДУИ, кои се дел од таа длабока држава, немаат толкова поддршка
пред се финансиска од американците, а богами и од Европската Унија. Но не ги подценувајте. Те имаат награбано толку пари додека беа на власт и се уште држат некои високи позиции во македонското општество, што можат уште долго време да роварат и делуваат. Сепак, исто така гледаме дека за прв пат се оставени без целосна поддршка што ја имаа од разни дипломати. Па така, како главна заштита да не пропаднат, сега е отпорот во судството и особено во обвинителството, каде врвните луѓе како да се решени да потонат со бродот наречен СДСМ и ДУИ. Нели гледате дека токму обвинителството и судството, ајде што се виновни за повеќето системски пропусти, како на пример еве во случајот со Росица, туку во моментот се главни кочничари на секој обид работите да се придвижат напред и Македонија конечно да се отараси од сите оние структури што ја влечат надоле. Докаде им се сите оние пријави за огромните криминали правени за време на СДСМ и ДУИ? Докаде е случајот Груби, лотарија, тендерите на ЕСМ, Рек Битола, увозот на отровната нафта, па еве и прислушкувањето? Ништо, тишина. Значи, сите овие елементи на таа длабока држава, судство, криминал, безбедњаци, олигарси, невладини, медиуми, странски фактор, ќе ги гледаме и престојните денови до изборите, а може би и потоа. Ќе ги гледаме затоа што се уплашени. А уплашени се затоа што и покрај тоа што буквално ете гледаме ја запалија Македонија. Бројките не им одат во прилог. ВМРО ДПМН е со убедлива предност пред другите политички ривали, 7:1 во однос на СДСМ на точно 1 месец пред локалните избори, покажуваат резултатите на анкетата спроведена од ИПИС за потребите на МРТ. На прашањето која партија сметате дека ќе победи на предстојните локални избори, 42,6% од испитаниците одговориле дека тоа е партијата на Христијан Мицковски, 25,3% велат дека не знаат или воопшто не се определени, дека ќе победи СДСМ одговориле само 7,9%, а 7,8% дека тоа ќе биде левица. Во победа на независните листи веруваат 3,8%, додека 3,7% во знам. На прашањето која политичка опција најдобро би се справила со проблемите во општините, 40,1% сметаат дека тоа е ВМРО ДПМН, 22,1% не знаат или немаат одговор, 9% велат дека тоа ќе биде левица, 8,4% СДСМ, додека пак 5% не сакале да кажат, а исто толку одговориле дека ќе гласаат за независна листа. На прашањето за кој од кандидатите за градоначалник на Скопје ќе го дадат својот глас, 29% одговориле за Орце Ѓоргиевски, за Каја Шукова од СДСМ 8,1%, за Амар Мециновиќ од Левица 7,3%, за Башким Бакију и Горан Марковски се изјасниле 5,9%, додека за ниту еден од наведените кандидати 8,1%, дека не знаат или се неопределени одговориле 29,6%. Според мерењата на ИПИС голема предност од 4:1 има и кандидатката на ВМРО ДПМН во Кисела вода, Бети Стаменковска Трајковска, таа има доверба од 39,2%. Втор е Јане Ацевски од Левица со 10,5%, додека трет е Горан Трајковски од СДСМ со 10,2%. Анкетата е спроведена телефонски во месец септември. Учествувале 1017 испитаници со маргина на грешка од плюс-минус 3%. Со вакви бројки јас би бил изведен од памет. 7:1 во однос на СДСМ и тоа на само 1 месец пред изборите. Па луѓе, ова ќе биде изгледа поголем пораст на СДСМ од тој на парламентарните избори. И токму затоа реков дека тие имаат кренато раце од гласањето. Тие сега само се крстат во ДУИ длабоката држава дека ќе успеат да изнајдат начин како да се спасат. Тоа што е добро во оваа анкета и тоа што навистина ги плаши овие е што народот е доволно зрел и веќе не паѓа на веќе видените сценарии од типот на шарени револуции и слично. Но сепак, луѓе, мораме да останеме будни, да пазиме и внимателно да ги следиме сите овие знаци на саботажи, подметнувања, терористички дела и целата, еве нема да кажам хибридна, туку специјална војна што се води против Македонија. Велам против Македонија, дека ова не е нивна војна со власта, туку војна против државата, против нејзиното напредување и расчистување со разните структури кои ни исцицаат душата овие изминати 3 декади. Искрено, навистина мислам дека веќе нема човек во оваа држава кој не е уверен дека подполувањето шуми, сервиси за коли, фабрики за отпади, депонии, кој се случува на неколку месеци пред изборите, не е случајно, туку е дело на организирани групи, кои како што гледаме не се ни малку аматери. Не верувам и никој не може да ме разубеди дека се е случајно. Случајно изгоре кабаре со млади животи кои ни однесе на 60 животи. Ни изгоре цела шума и национални паркови. Горат депонии, фабрики за отпад и најстрашно, на секаде многу жртви повредени и изгорени.
загадување на цели градови, труење на цели генерации. Реков, премногу случајности за да биде случајно. Очигледно некој сака континуиран и системски хаос, трошење на државните ресурси со цел ослабување на државните институции. Сите да се занимаваат со се, само не со расчистување на криминалот и корупцијата. Ова е навистина ужасна предизборна режија на монструозни умови, кои за да се спасат себе си и своите милиони работат на дестабилизација и уништување на државата. И во тоа имаат директна логистичка подршка од СДСМ, ДУИ и Левица, кои гледате ликуваат на секоја несреќа, на секоја тага и сето ова го користат за политички профит. Без ромка свест и грижа за било кого. Добро е што и анкетите тоа го покажуваат, дека народот не пие нафта и веќе ги препознава овие црни сценарија. Затоа и тие нема да поминат, но мора да се пазиме. И тука веќе сме и при крајот на оваа епизода на седмица, но пред да се одјавам, сакам да прокоментирам една тема која некако не стигнав да ја споменам во претходниот дел. Имено, сакам да ве прашам, до каде е фамозната резолуција? И по еден месец откако лидерот на СДСМ Венко Филипче бомбастично ги најави црвените линии за бугарската тема, АБЕР нема да им ги презентира на граѓаните и да ги достави до собранието. Иако во екот на предизборието, СДСМ самите ја наметна оваа тема, а минатата недела Филипче рече дека резолуцијата е во финална фаза и деновиве ќе биде презентирана, сепак за нивното вин-вин решение за бугарското прашање се уште молчат. На прашање на Алфа, дали резолуцијата е спремна и кога ќе биде презентирана, од СДСМ не одговорија. Додека Филипче и СДСМ ги кројат нивните црвени линии, премиерот Христијан Мицкоски со нетрпение чека да ја види содржината. Според него, доколку Филипче во скоро време не ја поднесе резолуцијата до собранието, тогаш СДСМ немајќи што друго да понуди, се обидува да изгради тема за нови црвени линии во однос на барањата на источниот сосед. ВМРО ДПМН ќе го даде својот придонес откако ќе ја видат резолуцијата. Ајде господа, повелете, доставете во парламент и предпоставувам, очекувате дека најголемата политичка партија и коалиција, ако сакате да ја поддржи, дека мора да има и своје учество, некаква контрибуција во содржината на истата, затоа што би било незрело ако вие мислите дека таа не треба да биде препознаена и дека треба априори да биде поддржана, бидејќи вие сте направиле толку квалитетен и сериозен документ, а имајќи го предвид искуството од минатото, не би се сложил со тоа, дека ВМРО ДПМН сето тоа априори ќе го поддржи, бланко, и така ние сите срекни ќе бидеме. Тоа така не оди во демократијата. Инаку, Филипче најави нова резолуција која според него треба да донесе деблокада и предвидливост на европскиот пат на Македонија. Тој оваа тема ја отворил и на средби со политичари во Франција. Интересно е тоа што за одбраната на националните интереси барал поддршка во Париз, токму онам откаде ни дојде и францускиот предлог и условувањето да ги вметнеме бугарите во уставот, за да ги почнеме преговорите со ЕУ. Филипче не откри дали во Париз ги запознал колегите со новата резолуција. Инаку СДСМ предизборно се занимаваат со исцртување на македонски црвени линии кои тие во повеќе наврати ги показија. Во 2021 Македонското собрание веќе донесе декларација во која прецизно се отцртуваат национални и државни позиции во однос на македонскиот јазик, историја и идентитет. За овој документ гласаше и СДСМ, но само една година подоцна целосно ја погази со прифаќањето на францускиот предлог, кој освен што ги загрози националните интереси, ги блокираше и евроинтеграциите. Предходно, тој се залагаше да се направат уставни измени и да почнат преговорите, но не понуди одговор што ако Македонија попушти и Бадијала ги внесе бугарите во уставот, а се соочи со нови услови и сопки. Абе самите ќе најават нешто и после мукла како ништо да не било. Па нели пред една недела го пишуваат текстот на резолуцијата, минатава, и тоа мислам уште во понеделникот или вторникот требаше да ја достават до собрание. Ништо. Ни резолуција, ни црвени линии. Навикнати се на бела или шарена, ама по се изгледа им снемува само од црвената боја, која патем не ја ни користат. Да бидам искрен, и кога најавија им се чудев кој е тој во СДСМ кој им предложил дека е паметно пред избори они да ја отвараат оваа тема. Тоа е рамно на политичко самоубиство. Партијата што го продаде името, го потпиша договорот за добро соседство, го прифати францускиот предлог со кој де факто на маса за распродавање ги стави јазикот, историјата и идентитетот. Партијата која нема линија што не ја поминала како тема за избори, одбира да и биде патриотизмот. Јас да сум Филипче одма би го казнил тој и би го исклучил од партијата.
Цела во оваа игра со црвени линии и поднесување резолуции, важи, пупу, не важи, со националните интереси, доволно ви говори за каква партија станува збор и колку всушност вреди нивниот збор. Но тоа е, затоа анкетите покажуваат такви резултати и затоа не им преостанува ништо друго, освен да креираат некакви си црни сценарија и да јаваат на несреќата и тагата на овој и онака напатен македонски народ. И тука мислам дека е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела во исто време на исто место. Имајте пријатна вечер.